Вечер и добро дојдовте на пресот посветен за новинарите од вечерашниот настан. Ви благодариме што сте тука и што сте дел од еден важен момент во кариерата на Јон Ајди, кој се надеваме ќе биде уште една добра вест за македонската музичка сцена. Вечерва зборуваме за уметникот кој за кратко време се етаблира со автентичниот инди поп израз и силната лирика и кој официјално потпиша со американската издавачка куќа НВ Колектив, женски основана и водена компанија на Тамар Капрелијан, позната по глобалниот хит Снеп на Росалин, со достигнати повеќе од 3 милиарди стримови. Ова партнерство е историски чекор напред за артистот Македонија и реална платформа за интернационален раст. Јон е препознатлив по емоционално интензивниот вокал и мелодии кои носат и инди и гранч рок сенки, а текстовите имаат наративна длабочина. Публиката го забележа преку настапите во Амстердам, Берлин, Косово, Шведска и Бугарија, како и на значајните фестивали Sunny Hill во Косово, организиран од Дуа Липа, Life at Heart во Шведска и фестивалот Soul Life Music Showcase во Бугарија. Во 2022-та беше еден од 6 национални финалисти за Евровизија, а претходно беше и музички водител на национално ТВ ток-шоу. Дебитантскиот албум Ghosts, издаден во август 2024 година, доби пофалби од критиката по серијата синглови Blood Red, Going Down, Walk Away и Reflections. Дополнително, со договорот за синхронизација со њујоршката продукциска куќа The Music Playground, тој го зацврсти присуството и во САД. Како уметник, расте на темелите на своите идоли. Битлси и Леонард Коен, подоцна под влијание на Мјуз, а денес често се споредува со современи имиња како Ноа Кахан и Хозиер, спој на фолк искреност и модерна инди-поп енергија. Вечерва премиерно го представуваме видеото за новиот сингл Don't Break It, песна што зборува за токсична врска, манипулација и молба да не се докрши она што е преостанато од срцето. Песната почна со продуцентот Јордан Манов, а се заокружи со првата соработка со авторот Армен Пол и ирскиот продуцент од Лос Анџелес Леви Еванс. Ке го поканам Јон да ви се обрати накратко. Здраво на сите, фала и многу што дојдовте вечерва и што одвоивте време да го поминеме денот заедно. Ова е посебен ден за мене и мило ми е што ќе одделам со вас. Да, како прв артист што од Македонија што потпишува со издавачка куќа од Америка како што е НВ, и чувствувам голема чест, но и одговорност исто така. Ова не е голем чекор само за мене лично, туку и за мојата музичка кариера, исто така за музичката сцена од која што доаѓам јас. Со НВ, откако почнавме да соработуваме оваа година во јануари, интензивно работиме на подобрувањето мое во секој можен аспект. Како пример е моето присуство и тоа што бев дел од тимот кој што ја напиша песната за Евровизија за Арменија оваа година, соработката со многу одлични артисти за нови песни и музички проекти. Проекти кои што се неколку во број што ги работам сега во моментов што едва чекам да ги споделам со вас оваа година. Да, Don't Break It е песна што ја напишав со Армен Пол. Продуценти беа Јордан Манов, што е исто така дел од мојот бенд, и Левај Еванс. Песната е исто така, мислам дека добар чекор напред за мене, затоа што успеав да спојам неколку жанрови, како што е од моите омилени жанрови исто така, што се блуз, рок, поп, а и во исто време да го одржам мојот веќе препознатлив звук кој што владе и води акустичната гитара. Видеоспотот го направивме заедно со Ени и со Роберт, на кој што им должам голема заблагодатност. Да, мислам, многу сум среќен со тоа што постигнав да го направат. Мислам дека целата емоција која што јас ја чувствував додека ја пишував песната, мислам дека многу добро ја претворија во визуелна приказна. И приказната е
тоа што се гледа во видеото е повеќе мојата емоција како ја пишував песната, осаменоста и безпомошноста што ја чувствував додека во тој момент. Така што да, фала ви уште еднаш што сте овде и ве поканувам да го погледнеме видеото заедно. Фала многу што сте овде, секако и мило ми е да што пеев за вас и да, очекувањата мислам јас секогаш се чувствувам како мојата работа да е до пишувањето на песната, до снимањето и после до објавувањето на песната. После работата е на публиката да одлучи што ќе се случи со песната. Се што би побарал можеби од публиката е да ја слушнат песната, да ја дадат шанса, па ако им се допадне супер, ако некој мисли дека не е нивен стил и тоа е окей секако, но да, мислам тоа е се што би можел да побарам и се што можам да направам с моите очекувања со тебе. Па надежта е особено сега што е прва песна со издавачката куќа Новак, се надевам, мислам и порано сме имале успеси со некои песни пробиле во меѓународниот пазар, има радија во Швајцарија и во Германија и во Америка што ги пуштале моите песни. Се надеваме ова потпишување со Новак, со издавачката куќа од Америка, да биде уште една помошна точка, не знам како би кажал, за да има уште поголем песнава, така што да, се надевам. Може би, мислам, мојата најголема пречка што се случувало, што сме ја сретнале со тимот е дека луѓето ги слушаат моите песни во радија и особено затоа што е на англиски не знаат дека сум од овде. Така што пробуваме сепак ние да го подобриме, да се подобриме во тој аспект и да им кажеме на публиката дека сум од овде. А кога знаат и кога дознаваат, секако ја чувствувам поддршката и мислам постои секако дека има публика што го сакаат и овој жанр. Така што ја чувствувам поддршката секако. Па ние соработуваме со Јон веќе 4 години. Случајно се запознавме преку мојот пријател Девид и бидејќи инвестираме многу во музика и сакаме да направиме промена во музичкиот свет, па така избравме некои од артистите, меѓу кои он, и започнавме со соработка. Ние му бевме дигитална поддршка кога беше кандидат за Евровизија и понатака продолживме да ја развиваме неговата кариера во дигиталниот свет. Па искрено, кај нас малце работите доаѓаат покасно, сакаме ние да бидеме тие што ќе направиме промената, бидејќи во Two by Four сме доста проактивни и сакаме да се разликуваме од сите агенции, затоа и влеговме во овој свет. Ние сепак работиме и комерцијални клиенти и големи проекти, но музиката е пасија и девојката што работи кај нас Ени го направи видеото. Инвестираме многу во да ги вметнеме музичарите во дигиталниот свет, односно да им помогнеме да ги едуцираме со стриминг платформи, што значи прегледи на YouTube, како да се промовираат на социјалните медиуми, бидејќи сепак тоа е една бранша што треба да ние многу инвестираме во едукација и сакаме да го пренесеме и да им помогнеме.